Вели пегамбар алейхиселам, секој еден грев правите една црна дамка во срцето на човек. Ако го оставите и направите оба, се чистите. Ако не го оставите, се зголемува тоа, се дека срцето не се направи црно капе. И не знаеш што е добро, не знаеш што е лошо. Полирајне на ова црнила се истигфарите оба. Полирајне, да го светнеш повторно, да му вратиш сјајот на тоа срце. Првобитната состојба, чистата состојба. Истигфарен. Пегамбар алейхиселам правил 100. Абдула ибн Омер вели, му ги бројавме некогаш истигфарот што го правеше, што го слушале повеќе од 100. Секој ден. Треба да правиме повеќе истигфар. Имаме потреба да правиме, зашто правиме џуна, правиме гревови. Многу повеќе. Субханаллах, алхамдулилlah, да се научиме ова да го имаме на устава, не треба ништо, ни специјално време, ни мака, ни ништо. Субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар. Ова треба да биде кај нас. Зошто ако што е целва на ова, кога гледаме на пример грешења од каде доаѓаат, кажу од срцето. Тој мој да се фарбат, да се шминкат, да се дотеруват, да се маскират, ама срцево ќе го издајат. Тоа што има внатре ќе го издајат, како кажал Ибн Каим, немој да се чудите во човек кој при крај на неговиот живот ќе направи дела што ќе ве чудат на вас. Тој го има во срце, само Allah му го обелодена да го видат сите. Тоа што имаме во срце, тоа ќе излезе. Во гроб нема нашава уста, тоа што имаме во срце. Во суден ден многу луѓе во ајет што ќе сакат да лажат. Allah ќе им запечати усти, ќе зборуваат нивна кожа, нивни раце и нивни нозе. Лима шехидтум алейна, зошто сведочите против нас? Allah ни даде да зборуваме. Ќе речат. Јауме ла јанфау малун вала банун илла мен ата Аллаха бикалбин салим. Ден во кој судниот ден на човекот нема да му бидат од корист неговото богатство и неговите деца. Освен оној кој ќе дојде со чисто срце. Кој го изчисти срцето од ширк, од рија, од претварање, од гибет, од немиме, од овие работи. Треба да се трудиме да бидеме вакви, а не. Non-stop да имат зикар ке нас, да бидеме врзани со Аллах, со секоја состојба што правиме да бидеме врзани со Аллах. Целта на ибадетите е да се врзиме со Аллах и да го очистиме нашето срце. Целта на ибадетите. Целта на намазот да го очистиме нашето срце. Целта на закатот да го очистиме нашето срце. Целта е да се очистиме и да се врзиме што повеќе со Аллах. Тоа е целта на све што правиме.